станува збор за двајца патрони или организатори на таа именувана конференција на Акаба процесот за мир на Балканот. Имено Абдула II, кралот на Јордан, со премиерот на Албанија Еди Рама, како покровители нашле за потребно да ги поканат да дојдат представници на православните цркви од Балканот, се разбира, и представници на Римокатоличката црква и на исламската верска заедница, па така по благослов на неговото блаженство бевме испратени таму заедно со професорот на Богословскиот факултет Борче Грамбозов, доктор по теологија, и се разбира доктор по теологија и посебно предметот догматика. Бевме таму 3 дена и престојот беше не само на самата конференција, туку пред да отпочне конференцијата имавме вечерта прием од страна на кралот и принцот беше таму присутен, и Еди Рама, премиерот на Албанија, па тука се најдоа представници на црквите, односно поглаварите на Ерусалимската црква како домаќин, на Антиохиската црква исто така поглаварот, значи на Ерусалимската Теофил патриархот, а на Антиохиската Јован X беше исто така поглаварот на Српската православна црква, Порфири, како и представник на Романската православна црква во името на Нифон, митрополитот од Трговиште, а од страна на нашата црква, како што кажавме, нашата смиреност. Интересна беше самата таа конференција, што беше дискутирано за одредени состојби, во кои се наоѓаат народите и црквите и верските заедници на територијата на Балканот, но очигледно дека не присуствува и не за да учествуваат православните цркви, оние кои што се исто така на теренот на Балканскиот полуостров, имено представници на православната Бугарска црква не зедо учество и на Вселенската така именувана патријаршија, односно Цариградската патријаршија, како и на Грчката православна црква. Инаку од 5, како што кажавме, православни цркви имаше представници. Беше исто така многу за нас голем и убав печаток тоа што успеавме да го посетиме автентичното место каде што бил крстен Христос нашиот Спасител, што значи настан од најголеми размери, каде што Светата Троица се јавила, Отецот кој говори од небото: ово мојот син возљубен, него послушајте го, синот се крштева, а Светиот Дух во вид на гулаб надлетува над него. И тоа место е помеѓу оној извор и местото каде што Свети Илија се вознесол со кочија коинска на небото, и сегашното корито на реката Јордан, каде што тука доаѓаат од другата страна на реката Јордан поклоници кои влегуваат во реката Јордан и тука се потопуваат да се сетат на оној голем настан, крштевањето на Господа Исуса Христа. Ние кога стигнавме во тоа место каде што е сега течението на реката Јордан, има една црква, убава, прекрасна, на Свети Јован Крстител посветена, и тука се поклонивме во Светиот престол и спеавме тропарот на Богојавление со поглаварот на Албанската православна црква,
архиепископот Јован со неговата придружба, а со нас беа исто така архиереи на Српската православна црква, па продолживме да пееме. Исто така, каде што влегуваат верниците во реката Јордан да се потопат во водата, како нешто да беше однапред организирано, тоа сметаме дека исклучиво по Божја промисла. Од другата страна беа верници, претежно жени и неколку мажи облечени во бели облеки и влегоа и тие да пеат во водата, во реката Јордан и довикнаа до нас, бидејќи ние правевме еден видеозапис, да им дадеме од видеозаписот, па еве должноста е и јавно да кажеме дека ќе ги удостоиме со тоа. Тие беа наши верници од Штип и таа гледка ќе остане за секогаш во сеќавање како за нив, така за нас и за сите оние што беа тука присутни. Од тука после се враќавме назад, како што кажавме, меѓу првото место, каде што сушност има и извора, пред тоа, како што рековме, дека е местото каде што се водесол со коњска кочија на небото Свети Илија, тука некаде на средината во една длабнатинка голема, тука било оригиналното место или она место каде што бил крстен Господ Исус Христос, каде што има во вид на крст како еден вид купел или место за крштевање изграден подоцна, а од јужната страна некаде еден остатоци со зидови од храм кој што бил подигнат, а сега е тоа повеќе како раскопка или историско место во сеќавање на тие храмови што таму постоеле во тоа време. Па, отприлика тоа е она што сакавме да го кажеме, да нагласиме за впечатоците и радоста што ја имавме да го посетиме автентичното место каде што Христос Спасителот бил крстен на реката Јордан од Свети Јован Крстител. После се тоа што се случи, после таа конференција и дружење што имавме со представници како на православните цркви, така и на Римокатоличката црква имаше представници од повеќе места, особено од земјите на Балканот, се разбира имаше и муслимани и така натаму. Бевме поканети и заедно со патријархот на Српската православна црква господин Порфирин и неговата придружба, архиереи од Хрватска, представник беше Кирил, архиепископот Буено Ајрески, кој што всушност е администратор на Загребско-Љубљанската епархија, потоа беше Хризостом, митрополит од Боsanski со седиште во Сараево и представник на Црногорско-Приморската епархија беше Будимљанско-Никшичкиот епископ Методи и така се дружевме за цело време, убаво беше, бевме поканети, присуствувавме и исто така на покана на патријархот на Ерусалимската црква Теофил во соборниот храм што го имаат во таа епархија на територијата на државата Јордан. Сретение Господово е храмот, бевме прекрасно пречекани пред да влеземе, односно да се искачиме по скалите до храмот кој е на една височинка, со гајди, со тимпани, кој го приредува тоа оној, да го наречеме, ансамбл што го има Ерусалимската црква за такви големи почести кога се случуваат и приеми и така натаму, особено кога доаѓаат гости празнично, па тројцата патријарси, откако претходно ние архиереите се разбира се поклонивме во храмот Божи, стигна
Ерусалимскиот патриарх Теофил, Јован X патриархот на црквата Антиохиска со седиште во Дамаск и српскиот патриарх Порфири. И со нив повторно влеговме пред храмот, односно пред олтарот, пред иконосасот со запалени свеќи, додека пееше прекрасно свештеничкиот хор што беше при таа прилика ангажиран. Па откако потоа бевме исто така на едно поклонување во една капела, посветена капелата на Свети Нектари, и оттаму отидовме во архиепископијата, пречекани бевме тука прекрасно од домаќините, разговаравме со присутните, што беа представници, се разбира, и на црквите, и откако поздравија како што носи редот, најнапред домаќинот, па потоа Антиохискиот патриарх, српскиот патриарх и представникот на Романската црква, митрополитот Нифон, бевме и ние така поканите да го поздравиме, па го поздравивме домаќинот и заблагодаривме за неговата покана до нашиот архиепископ да бидеме учесници и на таа конференција таму, така што тоа прекрасно се заврши. Таа средба, тоа заедничко, да речеме, дружење и молитвено чествување на она што беше за нас многу битно по повод на крштевањето на Господи Исуса Христа на реката Јордан, и тоа на автентичното место. Така отплика изгледаше ова наша посета таму и се разбира се вративме радосни за еден голем настан, зашто тоа ретко се случува да се укаже можност да се биде на светите места, особено во денешно време, како што ви е познато, кога особено таму и се одвиваат и воени дејствија. Тоа сакам да нагласам дека во никој случај со ништо не бевме ние поинаку на ова средба доживеани, освен како рамноправни, еднакви, и на самата конференција, се разбира, но исто така во нашето комуницирање со представниците или поглаварите на црквите и представникот на Романската црква, значи имаше едно прекрасно дружење во кое бевме исполнети и се надевам дека и во иднина така ќе се однесуваат сите останати представници на црквите на православниот свет, да не доживуваат како рамноправни еднакви на нив и по вера, и по народност, и по нација.